Кратки најави за денешниот дневник. Унифицирање на дуќаните во стариот дел на Охрид со дрвени рекламни табли. Просечната месечна нето плата во декември изнесувала 39.998 денари. Измамени две охриѓанки, едната платила за да добие работа во странство, другата за огревно дрво. Неопходно е да се реализира дамнешната иницијатива за средно музичко училиште во Охрид. Уапсен шефот на јапонската јакуза за продажба на ураниум и плутониум. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура од 12 степени Целзиусови. Во петок над најголем дел од Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Локално во областа на Алпите, на југ од Скандинавија и североисточна Европа со услови за врнежи од снег. На Пиринејскиот полуостров, централна и југоисточна Европа ќе превладува стабилно време со зголемена облачност. Во северните, централните и приморските предели на Балканот утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Во јужните и источните предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 18 степени. Во Македонија во петок ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и топло со температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -3 до 4 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 8, односно до 18 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и топло со доумерен југозападен ветер. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура од 1, односно 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13, односно до 10 степени. Во понеделник ќе превладува умерено облачно време со врнежи од дожд со максимална дневна температура до 10 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Унификација на стариот дел на градот. Занаетчиите, трговците и угостителите добија нови дрвени унифицирани табли. До денес поставени се вкупно 74, а проектот продолжува и со рекламни табли долж Охридската чаршија. Дрвени унифицирани рекламни табли го красат визуелниот лик на стариот дел на Охрид. Сите угостителски, трговски и занаетчиски дуќани добија идентични табли, кои прво се напишани на кирилично писмо, а потоа на латиница, на улиците Цар Самуил, Малиот плоштад и Коста Абраш до плоштадот поставени се вкупно 74 нови дрвени табли. Унифицирани табли ќе добијат и дуќанџиите вдолж Охридската чаршија. Целта е унификација и подобра визуализација на просторот. Дуќанџиите сега ќе треба да ги останат старите светлосни неонски реклами кои го нарушуваат автентичниот лик на градот. Оваа анализа покажа дека бевме соочени со вистинска девастација во однос на форми, бои, материјали употребени, големини, димензии, адекватност и неадекватност на просторот на поставување на фирмите, огласните табли и така натаму. И соочени со таа состојба минатата година, тоест на крајот 2022 година, веќе го усвоивме правилникот за поставување на урбана и мобилијарна опрема во град Охрид и кој што е пропратен воедно со каталог на урбана и мобилијарна опрема на градот Охрид. Каталог кој што станува заклучно со 1.1.2024 година, значи оваа година, стана официјален документ на општината Охрид и градот Охрид, кој што ќе треба да ги задоволи сите овие стандарди. Како дел од проектот е унификација и на сите тенди на летните тераси на угостителските објекти. Да, секако и за нив се изработени 3-4 опции, варијанти и нијанси кои што ви кажувам повторно, значи меѓу себе треба да го задржат тој изглед на меѓусебна консолидација, компатибилност, форма, боја и така натаму. За сега оваа година е планот да продолжиме по чаршијата,
да видиме сега ќе треба со корисниците на овој дел да организираме исто такви координативни средби, работни и така натаму. Изминатата година врз основа на правилникот и претходните анализи, градоначалникот на општината имаше сенс и советот апсолутно поддршка да дадат на овој проект и да одделат значи средства, финансиски средства кои што ќе бидат инвестирани во овој проект, така да корисниците не ги чини ништо. Проектот е во согласност и со препораките на УНЕСКО за зачувување на автентичниот лик на старото градско јадро во Охрид. Диалози за работата на полицијата во заедницата. Регионален настан за југозападниот плански регион. Настанот ќе се одржи на 27 февруари, вторник, во 11 часот во општинската сала на општина Охрид. Евротинк Центарот за европски стратегии ќе реализира регионален настан диалози за работата на полицијата во заедницата, кој ќе го обедини југозападниот плански регион. Настанот ќе се одржи на 27 февруари, вторник, во 11 часот во општинската сала во општина Охрид. На настанот ќе учествуваат представници на локалната полиција, локални новинари, представници од администрациите на локалните самоуправи, граѓански организации. Настанот ќе биде отворен и за локалните граѓани кои ќе можат со своји размислувања и предлози да се вклучат во дискусијата. Дискусијата има за цел разгледување на поголемите предизвици со транспарентноста и отчетноста на полицијата во локалните заедници, со учество на локалните засегнати страни, преку комуникација со различни цивилни, локални и национални актери, но и полициски структури. Дискусијата треба да резултира во предлагање практични решенија и препораки, како и подигнување на свеста на различните засегнати страни околу потребите и предизвиците на демократското полициско работење. Крајната цел е да се одговори на потребата од зголемен диалог и комуникација кои би придонесле кон подобрени јавни политики во работа на полицијата, а во соработка со граѓаните. Настанот е во рамки на проектот Подобрување на транспарентноста и отчетноста на полицијата во Република Северна Македонија, за чие спроведување Евротинк има подпишано меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи. Во рамки на проектот ќе се одржат регионални дискусии во сите плански региони во земјава. Просечната месечна нето плата во декември 2023 година изнесува 39.998 денари, соопшти Државниот завод за статистика. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во декември 2023 година изнесува 39.998 денари, додека просечната бруто плата за истиот месец е 60.036 денари, соопшти денеска Државниот завод за статистика. Според податоците на заводот, индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во декември 2023 година во споредба со декември 2022 година изнесува 116,4. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување 27,5%, снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација 27,1% и градежништво 21,8%. Зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите градежништво 9,7%, уметност, забава и рекреација 9% и рударство и вадење камен 8,6%, соопшти Државниот завод за статистика. Измамени две охриѓанки. Едната платила за да добие работа во странство, а другата за огревно дрво. Две охриѓанки во текот на вчерашниот ден пријавиле во полиција дека биле измамени за поголема сума на пари. 52 годишна жена од Охрид пријавила во СВР дека била измамена од едно лице за сума од 5000 евра. Според пријавеното, во септември минатата година таа на веб страна забележала објава во која се нуди работа во странска земја. Истапила во контакт со лицето кое и ветило работа во хотели, а при тоа ги побарало парите за уплата за работна дозвола, годишно осигурување, дополнително осигурување за подолг период, депозит за стан и слично. Како што е пријавено, таа ги уплатила парите пошто стапила во контакт со хотелот од каде што била известена дека нивната интернет страна била хакирана, пошто сватила дека е измамена, се вели во полициското соопштение.
Во друг случај, истиот ден попладне во СВР Охрид 62 годишна жена пријавила дека била измамена од едно лице за сума од 14.000 денари. Според пријавеното, околу 13 часот и 30 минути во незиниот дом дошло лицето и понудило огревни дрва, а откако се договориле, таа му ги дала парите пошто лицето заминало. Според полициското соопштение, до пријавувањето на случајот лицето не ги донело дрвата и не ги вратило парите, пошто таа се посомневала дека е измамена. Од полицијата велат дека се преземаат мерки за расчистување на случаите. Од основното музичко училиште Методи Патче излегуваат голем број талентирани музичари кои за да го продолжат своето образование мора да патуваат во друг град. Неопходно е Охрид да добие средно музичко училиште што представува дамнешна иницијатива. Основното музичко училиште во Охрид располага со стручен кадар и со доволен број инструменти, а особено радува фактот што од година во година бројот на запишани деца расте. Охридските музички таленти по завршувањето на образованието во основното музичко училиште Методи Патче продолжуваат со наобразба во Струга, Битола и Скопје. Тоа што мора да го продолжат образованието во друг град за некои значи откажување од музиката. Неопходно е да се реализира дамнешната иницијатива за отворање на средно музичко училиште во Охрид, велат од оваа образовна установа. Охрид е град на културата, интересот кон музиката, како што кажав претходно, значи навистина е голем и многу години наназад, значи музичкото училиште има иницијатива за да прерасне во средно музичко, значи кадар во Охрид има и наставниците кои што се тука во музичкото училиште, но има и голем број други дипломирани музичари кои што можат навистина многу да придонесат во образованието понатака. Ќе бидеме најсреќни и ние како музичко училиште, но и мислам дека тоа е и за градот добро да еден ден доживееме да имаме и средно музичко училиште. Интересот за музичкото училиште е огромен. Школото брои 300 ученици кои изучуваат пијано, хармоника, флейта, кларинет, гитара и виолина, а најголем е интересот за пијаното. Во училиштето работат 18 наставници. Доволна е бројката во моментов за таа бројка на ученици. Се надевам дека во иднина, значи со некој нов инструмент ќе придонесеме за музичкото училиште да добие уште поголем број на ученици, но и застапеноста на инструментите да биде поголема. Имаме многу таленти кои што учествуваат секоја година на многу меѓународни надпревари, на државни надпревари. Бројката на освоени награди е навистина многу голема. И тука сакам да си го пофалам колективот, значи се работи максимално посветено. Директорот на музичкото училиште вели дека заедно со својот тим работи на подобрување на условите во училиштето. Ому Методи Патче денеска е расадник на музички таленти во земјава за што доказ се бројните признанија и награди. Оваа 2024 година е јубилејна за училиштето кое прославува 60 години постоење. Со преработка на хитот We Are The World, К2 звездичките и детскиот хор Гердан од Бисери со поддршка за ретките. Песната е снимена во студиото на продуцентот Јовица Каралиевски, а изработен е и видеоспот. Традиционално веќе неколку години децата од градинките и од основните училишта од општина Охрид во месец февруари, месецот посветен на ретките болести, со преработка на некој светски музички хит се солидаризираат и ја покажуваат својата емпатија, не само кон нивните другарчина со ретки болести, туку и кон предизвиците со кои тие секојдневно се соочуваат. Оваа година во студиото на продуцентот Јовица Каралиевски во изведба на К2 звездичките и детскиот хор Гердан од Бисери под водство на Татјана Узуновска-Тренеска, децата од градинките од основните училишта од Охрид од се срце учествува во преработката на светскиот хит We Are The World, Ние сме светот. За спотот прекрасно да изгледа се потруди продукцијата на Digital Box и Борче Димовски. Со оваа изведба, децата изведувачи испраќаат силна порака дека секој од нас треба да направи напори во рамките на своите можности и да понуди опција за поквалитетен живот на лицата со ретки болести, на нивните семејства и да се создаде опкружување во кое луѓето ќе имаат целосно разбирање за предизвиците со кои овие лица постојано се справуваат. Со многу обоени раце, со многу љубов, со многу насмевки и со прекрасно испеани стихови, чистите детски души уште еднаш покажаа хуманост и поддршка и по кој знае кој пат покажаа дека сите сме исти. We are the
Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Едно лице загинало, а 11 се ранети, од кои 2 потешко во терористички напад кој се случил утрово на автопат во предградието на Ерусалим, соопштиле израелските власти. Според првичните информации, нападот го извршиле тројца палестинци во близина на контролен пункт меѓу Ерусалим и Мал Адумим, соопштила полицијата. Според извештаите, напаѓачите отвориле оган со автоматско оружје врз израелци кои чекале во сообраќајниот метеж додека се движеле кон Ерусалим, неколку стотини метри пред контролниот пункт. Двајца напаѓачи биле застрелани на местото на настанот, а третиот додека се обидувал да побегне, пишува Times of Israel. Убиениот маж бил на 20 годишна возраст, соопштиле медицинските власти. Најмалку 2 лица загинале, едно е повредено, а 3 се водат како исчезнати, откако товарен брод се удрил и го урнал мостот на бисерната река во близина на кинескиот град Гванжгжу. Повеќе возила кои во времето на несреќата се наоѓале на мостот, меѓу кои и автобус и мотор, паднале во реката. Капетанот на бродот е приведен, а луѓето кои живеат во близина се евакуирани. Во тек се спасувачки операции по исчезнатите лица, како и истражна постапка за причината за несреќата. Во 2021 година провинциските власти утврдиле потреба од зајакнување на мостот, што вклучувало изградба на дополнителни структури на столбовите на мостот за избегнување несреќи. До сега рокот за извршување на работата бил продолжен 3 пати, објавила кинеската државна телевизија, јавува BBC. Најмалку едно лице загинало, а повеќе се затрупани во лавина на познатиот скијачки центар Гулмарк во Кашмир, Индија, соопштиле тамошните власти. Загинатиот скијач бил од Русија, јавува агенцијата РИА Новости, повикувајќи се на информација од индиските медиуми. 5 скијачи биле спасени, а во тек е акција за спасување на останатите скијачи, од кои поголемиот дел биле странци, соопштиле властите. На патеката каде што се случила несреќата, висината на снежната покривка изнесувала 1,5 метри, поради што на тоа подрачје на сила било предупредување за можни лавини, пренесува Reuters. Озогласениот шеф на јапонската јакуза Такеши Ебисава уапсен во тајна акција. Незамисливи се последиците доколку му успеела операцијата, бидејќи тој наводно се обидел да продаде ураниум и плутониум за кои верувал дека ќе бидат префрлени во Иран за да направи нуклеарна бомба, соопштило Американското министерство за правда. Таен агент на ДЕА се представил како дилер со оружје и дрога кој има врски со ирански генерал. Наводно станувало збор за 50 тони темен камен материјал, чија вредност е проценета на 6,32 милиони евра. Во исто време, кога се обидувал да продаде ураниум и плутониум, Ебисава се обидел да набави модерно оружје, како што се ракети земја-земја, митралези, различни верзии на калашникови и противтенковска муниција. Ова е второ обвинение против Ебисава и неговите соработници, бидејќи тој бил обвинет за трговија со дрога и оружје на почетокот на 2022 година. Доколку биде осуден, му се заканува доживотен затвор. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.